Али Ахмети и Талат Џафери добија USB и плико со содржина која за јавноста е мистериозна, но Мицковски тврди дека што има внатре знаел. На прашањето зошто не ја открие, тој одговори. И Талат Џафери и Али Ахмети за содржината на тоа USB, на тоа плико и каков документ имало во тоа плико. И јас ќе ги следам внимателно нивните изјави и внимателно ќе следам дали ќе ја кажат вистината. Еве да оставиме тие да ја кажат вистината, бидејќи тие ги добиле два од трите документи. За ставот на власта за изесените барања на пензионерите, Мицковски вели дека простор за договор нема, бидејќи нема ниту пари. Власта велат дека нема простор за договор затоа што потрошија 200 милиона евра и од тие 200 милиона евра, гледате, нити лопата не е закачена, односно не е ископан ниту еден ров за оној капитален проект, нели? И тоа се пари кои што завршуваат најчесто во приватни џебови како резултат на провизија и затоа нема за пензионерите. Јас веднаш повикувам на состојба кога треба да се разговара со пензионерите. Тие имаат нашата поддршка, имаат мојата поддршка и очекувам дека ќе се вразуме власта и ќе постапи според потребите на пензионерите, бидејќи инфлацијата, скапиот живот и ова што се случува практично го уништува на дневна основа стандардот на граѓаните и на пензионерите. За поплаките од земјоделците дека имаат проблем со откупот на грозија и пипер, Мицковски изјави дека сето тоа владата на ВМРО ДПМН наскоро ќе го реши, а сега е така од следните причини. Знаете добро, во Македонија кој прави ајвар од пиперките, кој го користи лозјето за да потоа прави производи од тоа, така што не треба многу човек да е аналитичен ако дојде до заклучок дека за жал 6 години земјоделците се уништувани од страна на владата на СДСМ или ДУИ СДСМ како сакате.